Ахмети нема повеќе што да загуби. На прозивките од коалицијата Влен изрази подготвеност за одговорност и вети дека ќе се повлече од политиката доколку ги загуби следните избори. Слушнав бараат кај нотар да сум потпишал дека доколку со еден глас ги загубам изборите да не бидам дел од власта. Четврт век велам, ако ги изгубам изборите ќе се повлечам од политиката и ќе си одам дома. Инаку, според Влен, актуализирањето на прашањето за предвремените парламентарни избори од Ахмети е само обид да ја спаси политичката кариера која наскоро ќе заврши. Ова според нив е во недостиг на кадровски и програмски реформи внатре во неговата партија. Крај на политичката кариера на Али Ахмети предвидува еден од лидерите на Влен и министр за здравство Арбен Таравари, кој смета дека реториката на Ахмети е позната и не е ништо друго освен обид да се заскрие незадоволството во партијата. Според него, ова се последните избори во неговата политичка кариера. Мислам дека политичкиот крај на Али Ахмети ќе бидат локалните избори. Верувам дека Влен ќе оствари убедлив резултат и господинот Ахмети таа вечер ќе излезе и ќе го прифати поразот на локалните избори. И верувам дека неговата политичка кариера, за среќа или за жал, во зависност од тоа кој како ќе ја види, ќе заврши. Инаку, прашањето за предвремените парламентарни избори се отвори на првата собранијска седница за пратенички прашања, кога на барање на опозицијата. Премиерот Христијан Мицковски изрази подготвеност повторно да го докаже легитимитетот кој го доби од граѓаните на последните избори. Победа на владеачката ВМРО ДПМН, доколку има нови парламентарни избори, се потврдува и преку најновите анкети, според кој Христијан Мицковски е убедливо најпопуларен политичар во Македонија, а ВМРО ДПМН е партија со најголема доверба кај граѓаните. Во анкетите, дури 27,8% од граѓаните дали позитивно мислење за премиерот, додека за лидерот на опозицијата Венко Филипче само 5,5%. Доколку утре се одржат парламентарни избори, ВМРО ДПМН би имала убедлива предност пред СДСМ и ДУИ кај гласачите. На прашањето за доверба во политичките партии, граѓаните изразиле 26% доверба во владеачката ВМРО ДПМН, следуваат СДСМ, ДУИ и Влен, сите со идентична доверба од 7%, по нив Левица со 5% и Знам со 4%. Рейтингот на коалицијата Твоја Македонија, предводена од ВМРО ДПМН, е 31%, додека на коалицијата Европска иднина, предводена од СДСМ, е само 10%.